Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Утрински, со мене Дарко Симуновски, мојот прв гостин, и заради тоа, бидејќи со него го скршивме мразот пред неколку години, тој секогаш драг гостин во овој канал. Дарко, добре дојде по не знам кој пат на каналот Татунчо. Добре те најдов, Владко, благодарам на поканата. Поздрав до сите што следат Татунчо и поздрав исто до Токен Падот заедницата. Бидејќи на овој канал одамна немам обработувано теми поврзани со финанси, со новите блокчейн технологии и сега на тоа се надоврзува вештачката интелигенција, се надевам дека ова ќе биде добро освежување и разбивање на оние теми кои што вообичаено јас ги обработував периодов. Така, сега да почнам со едно онака директно прашање. Минатата година или во текот на оваа година биткоин успеа да постигне некоја си цена од $70,000 и бидејќи тоа се случи пред да се случи халвингот, односно преполовување на наградата за рударење, многумина очекуваат дека до крајот на годината ќе бидеме над 100,000, ако не и повеќе од тоа, и гледаме сега дека биткоин е заглавено некаде околу 60,000, оди горе долу со неколку илјадарки, но тоа е тоа. Зошто не сме во тој очекуван булран, Дарко? Така. Тоа е многу интересно прашање и многумина ме прашувале што се случува, биткоин оди горе, зошто нашите криптовалути, овие популарно наречени алткоини, зошто не одат горе? Често го добивам тоа прашање. Причината за тоа е многу едноставна, Владко. Тоа се вика состојбата на макроекономијата. Што значи тоа? Кога сме во една средина каде што каматните стапки се креваат, со тоа значи дека ликвидноста во пазарите се намалува и стагнира. Ние дојдовме во една одредена ситуација каде што Америка, ФЕД, дојдовме до најмалку ново испринтани пари во пазарите по веќе 100 години. Значи, втор па се случува вакво нешто. Значи, дефинитивно немавме доволно ликвидно, затоа што формулата за да се добие бул маркет е многу едноставно и таа е водена чисто од економски главни причини, а тоа е понуда и побарувачка. Во случајов побарувачката беше стагнантна, се качи во одреден период кога дојдовме биткоин да го нудиме на институции преку тоа ETF што се случија тие фондови во традиционалните берзи, каде што традиционалните инвеститори беа во можност да влезат во биткоин и токму затоа го видовме тој отскок во биткоин. Но не можевме да го видиме во другите криптовалути затоа што ние бевме во еден вид на стагфлација во близина на рецесија. Затоа што ако и гледаме БДП, ако гледаме квартално БДП пример на ЕУ, ние сме околу нула. Значи приближно на нула. Не сме официјално во рецесија, но меѓутоа дефинитивно имаше големо забавување на економските состојби во светот генерално. Исто така и во Америка имаше така значителна стагнација во економијата. И како што реков на старт, значи кога се качуваат каматните стапки, ликвидноста се намалува. За пазарите да одам нагоре, потребно е една ситуација каде што има најниско можно каматни стапки, каде што бизнисите може да се кредитираат за многу поевтини камати, односно да ги земаат нивните кредити за поевтини камати, со тоа нивните бизниси да растат, а преку тоа инвеститорите да имаат повеќе ликвидност каде што може да ги употребат тие средства во инвестирање. Така да и крипто пазарот не е изолиран од макроекономијата, тој е составен дел од финансиските средства во макроекономијата и токму тоа го чекавме. И сметам дека веќе во 2025 ќе видиме еден прав бул маркет каде што ќе видиме нови рекорди за многу алткоини и дефинитивно пазарите треба да се движат во една нагорна линија. Но меѓутоа пред тоа да се случи, очекувам еден
еден мал пат да се случи, најверојатно soft landing, затоа што реперкусиите на тоа што се чуваа каматните стапки толку време долго и качувањето беше доста агресивно, така да таа реакција од тоа качување на каматни стапки ние се уште го немаме видено последниот импакт на финансиските пазари. Сметам дека и тоа ќе се случи, па после ќе дојдеме во еден период каде што би било пола година од прилика, каде што имаме една стабилизација и полека качување на ликвидноста, што повеќе ликвидност и испуштање на нови фиат валути во оптек во пазарите и така да финансиските средства тоа ќе го следат. Дефинитивно секогаш биткоин бил во корелација со М2 залихата на пари. Тоа е главната залиха на пари каде што се вртат меѓу бизниси и меѓу луѓето. Така да го чекаме тој момент се уште за да добиеме прав bull market. И тоа е причината зашто немавме прав bull market. Bull market имавме само за биткоин, затоа што имавме овие институции каде што влагаат во криптосферата, односно во биткоин. Така, сега, јас имам чувство како да живееме во еден поделен свет, каде што од една страна го имаме условно речено западниот свет, Америка, Европска унија. Така. Кон и од друга страна ги имаме БРИКС. И сега во БРИКС се случува една интересна работа. Првен, со сите блокади што се случија кон Русија заради војната во Украина, Русија се прави еден вид на лидер во тој свет и прават сопствена валута, што значи ловување на доминацијата на доларот. И во тој свет горењето на условно речено фосилните горива веќе не е никаков проблем, никогаш не бил никаков проблем. Значи, електрани на јаглен, газ од руски, нафтата и така натаму, што значи природните ресурси со кои што изобилува Русија се во оптека, тоа значи благосостојба, тоа значи добра економија. Од друга страна, вчера кога разговаравме, јас ти го пуштив извештајот што го има направено за Европската унија, Марио Драги, поранешниот шеф на Европската централна банка, каде што зборува дека на Европа недостасуваат пари, недостасува дигитализација, декарбонизација, значи обновливи извори на енергија, а целиот тој тренд доаѓа, да речеме, од сината Америка или условно кажано да Америка предводена од демократите. Се уште сме во таква една Америка, така што како овие две работи ќе се одразат на глобалните текови. Така, Владко, ЕУ е одамна сиромашна, во секојаква смисла на гледано на макроекономијата. Прво и основно, главен двигател на секоја економија се енергенсите, ресурсите за енергенси, затоа што базата на секоја економија е енергија, де факто, без разлика дали се тоа стоки и услуги, без разлика зашто основата на економијата де факто е енергијата. Ние сите знаеме дека Европа буквално е енергетски сиромашна. Тоа е прва работа. Втора работа, мора да се подсетиме сите дека благосостојбата што западните држави ја има благодарение на нивната експанзија на други континенти, особено во Африка, Јужна Америка. Особено во Африка морам да потенцирам затоа што се што е како државни резерви на злато, 90% се ископани од рудниците од Африка, а во тие држави каде што се ископани тоа злато, тие држави немаат злато. Значи тоа се главните работи зашто Европа беше силна. Но меѓутоа, Европа веќе од кризата во 2012, не во 2008, во 2012 имаше една европска криза. Ми сметам дека од тука веќе е почетокот на падот на една, да речам, на некој начин некоја си второкласна империја, да речам, на тој начин да се изразам, затоа што Америка се уште е на педесталот како империја главна во светот.
Така да, значи тоа е многу битна работа што го спомнав за енергенците. Но исто така имаме опаѓање на популацијата во Европа, се помалку има млади, се повеќе има стари. Тоа е исто така голем проблем, затоа што еден пензиски систем нормално да функционира, потребно се 2,6 минимум 2,6 вработени на еден пензионер. Европа се лека по лека се доближува кон таа опасна бројка и се гледаме дека пензиските фондови со тек на време станува неиздржани и прашање е на време колку време тие ќе екзистираат. Исто така, кај Европа во една мала криза, па не е баш така мала, во која беше во пандемијата во 2020, Европа имаше најголем дефицит на трговска размена од 50 милиарди евра, и тоа се случи само затоа што имаше диструкција на синџиро на набавка, а синџиро на набавка е над 70% зависи од кинеската економија. И со тоа се докаже дека колку Европа е жива зависна од увоз од ефтина стока од Кина. Значи, тие се главни фактори, ако ги гледаме, има многу други фактори, но меѓутоа макроекономски гледано сметам дека овие се главни фактори дека Европската унија со тек на време станува се по-неиздржлив проект. За жал ние таква политика имаме во Македонија, се трудиме упорно да одиме во ЕУ. Јас искрено не можам да видам, има позитивни работи, но меѓутоа има повеќе негативни работи, ако ги согледуваме. Така да едноставно не ја гледам тука, нема добра една добра иднина за подалеку, гледање на подалеку. Значи така ја гледам Европа, буквално можно е, гледам еден сојуз каде што се поизвестно е распад на ЕУ поради, како што кажав, новие причини, затоа што за една унија да обстои како ЕУ од различни народности, различни култури и така натака, мора да имате нешто што ќе ги врзува. Тоа беше економијата, но меѓутоа економијата не е во добра состојба во ЕУ. И исто така, туркање на оваа зелена агенда. Јас се разбирам Европската унија зашто го прави ова. Прво затоа што тие немаат никакви енергенски ресурси, се трудат да одат на обновливи извори, но меѓутоа да ги подсетиме гледачите дека ЕУ има една така лоша клима во смисла што не можете да извадите максимум од соларни панели, затоа што тоа можете само да го направите во Шпанија и во југот на Италија. Но меѓутоа вие не можете тоа да го направите во Германија, каде што отприлика 200 денови не се сонче. Така да тоа е неиздржливо. Исто со ветерниците. Ветерниците можат да дадат ефект каде што се на самиот брег. Нели, кај што има проголем проток на ветер. Тука може да функционира, но меѓутоа не може да функционира во длабочината или во средината на ЕУ. Значи тоа е докажано. И исто така, ова погубна политика каде што Германија ги уништува своите нуклеарни централи за електрична енергија, сметам дека е најголемата грешка на германската влада и гледавме како минатата зима, а и оваа зима и наредните зими ЕУ станува зависна енергетски, особено во зимата станува многу ранлива. Така да тоа на долг рок, Владко, е неиздржливо, затоа што, како што спомна сам БРИКС е економија во подем. Исто така, јас би рекол, најсилната економија дефинитивно, не гледано според БДП, туку според извоз е Кина. Тука имаме во БРИКС. Најбогатата држава на енергенси и на природни комодитети е Русија. Јас затоа и претходно се смеев кога се спомнуваше дека Европа ќе става санкции на Русија. Тоа е смешно многу и јас дадов еден пример пред 2 години на јавно на интервју, дека тоа е исто како да бидеш фармер и да имаш една крава,
но меѓутоа да одлучиш да ја санкционираш кравата, да не ја мозиш. Така да тоа е една таква иронична, патетична ситуација на Европската Унија, а тие се живи зависни од енергенците од Русија. И сметам дека со тие погубни политики на оваа зелена агенда и со овој начин на конфронтација со Русија, влагање во едни лоши односи наместо во подобрување на односите, сметам дека тоа ќе придонесе кон крахот на Европската Унија. Прашање на време само кога ќе се случи, но меѓутоа де факто дека ќе се случи. Тоа е моето мислење, може би јас не сум во право, но меѓутоа тоа е моето мислење засновано на макроекономија. Така, една од, да речеме сега, работите кои што можеби не се во контекст на ова, но додаваат на сериозност на ситуацијата е, одејќи по пат вчера видов неколку известувања поврзани со симулација за одбрана од нуклеарен напад. Го проверив тоа на интернет, значи е точно. Што значи, штом постојат овие симулации кои што не постоеле децени назад, мене ме потсетуваат на оние симулации што се правеа во времето на Југославија, а знаеме дека Југославија го имаше мотото дека постојано треба да бидеме на штрек дека може да не стрефи војна, значи и Европската Унија веќе влегува во таков еден мајндсет, а сето тоа по моје скромно мислење доаѓа од другата страна на океанот, односно тие така наречени неоконзервативци кои што сакаат по секоја цена да истуркаат старата американска политика каде што тие ќе бидат светски полицаец. Многумина се надеваат дека на изборите во ноември промената на Бајден, односно на поразот на Камала Харис може да донесе промена нова. Но исто така, изборите од 2020 година ни покажуваат дека е можно да победи и другата страна, на еден или на друг начин. Кои се двете сценарија поврзани со разврската од изборите во Америка и еве кога сме веќе кај Америка да го искоментираме и најавата на Трамп дека благодарение со употребата на биткоин ќе го отплати државниот долг, односно националниот долг на Америка. Така. Јас сум одамна поддржувач на идејата дека биткоинот треба да биде чуван како дел од државни резерви на секоја влада што и мисли добро на својата држава и сака да има просперитетна иднина. Прво треба да разбереме дека сепак Трамп е инвеститор, бизнисмен и он ги гледа нештата кроз призма на бизнисмен. Не дека он нешто посебно разбира за крипто, но меѓутоа разбира дека е ново финансиско средство што може да биде употребено дури и за таква цел за отплата на долг. Што се однесува малку, ќе се навратам само на претходното прашање, пошто пропуштив за БРИКС валутата, нели изборнавме. БРИКС валутата се уште е во теорија, не е во пракса. Факт е дека ќе се случи, прашање на време кога и на кој начин ќе се случи таа БРИКС валута. Дали таа БРИКС валута ќе биде поддржана од комодитети или не? Тоа е прво и клучно прашање. Ако не биде поддржана од комодитети, јас не гледам никако зошто БРИКС да биде посилен од доларот, затоа што да ги потсетам сите, секој еден долг во светот е деноминиран во долар. Секоја трговска размена, 90% трговските размени во светот се деноминирани и тргувани во долар. Значи тоа да не го забораваме, тие се многу битни фактори. Сега да се вратам за Америка и за изборите. Дефинитивно дека победата на Трамп ќе значи дополнително позитивно за финансиските пазари и за економијата. Зошто? Како што кажа премалку. Човекот гледа кроз призма на бизнис. Сака на бизнисите и на бизнисмените да им олесни, да биде полесно да се оперира во USA, во САД, во Америка. За разлика од моменталната ситуација каде што условите се многу лоши, особено за блокчейн технологија и новите технологии,
Значи станува се потешко и потешко за многу предприемачи и многу фирми да функционираат. Пред се ради деночната политика. Ако јас и можам одговорно да кажам дека Македонија има една од најдобрите услови за кога станува збор за инвестирање на фирми, предпријатија, даночната политика е една од најдобрите. Значи ние имаме навистина, јас би рекол, безобразна даночна политика во Америка. Дури сакаат да го донесат тоа до 50%, имаше најави такви од другиот табор, од Камала Харис. За разлика другиот опонент на Трамп е човек, односно жена, што никогаш немала никаков бизнис, нема никакво елементарно познавање на економија. Едноставно се гледа од незините излагања дека нема јасен концепт за иднината на Америка и со ова што се случи во овие последни години, особено со толку пуштање на илегални имигранти, дефинитивно ја уништува економијата таму во Америка. Зошто? Едноставно, според калкулации кои од прилика ги направив, Америка треба минимум секој месец по 100.000 луѓе да вработува, Владко, за да може да се одржи целата економија во нормала. Зошто го зборувам? Затоа што имаме околу, бројките велат дека имаме 10 до 15 милиони илегални имигранти, што и тие влагаат во пазарот на трудот. Така да тоа мора да се земе, тај макроекономски податок, што е многу битен за крвотокот на економијата таму во Америка. Така да, во една ваква ситуација, сметам дека е многу потребно победа на Трамп, пред се за да се империјата да може да се одржи. Инаку распадот, како што гледаме корозијата, доаѓа он натре. И најверојатно, ако се продолжи со ова политика што ја и гледавме овие 3,5 години, сметам дека таа ерозија само ќе стане уште подраматична и сметам дека побрзо таа улога на империја Америка ќе ја изгуби. Така да, овие избори, да, за Америка дефинитивно се битни. Што се однесува за финансиските пазари и за крипто конкретно, да, ако победи Трамп, дефинитивно ќе биде екстра позитивно, но тоа ќе биде од сентиментот. Нема да биде дека некој од нив ќе реши, нема никој ништо да реши за самата криптоиндустрија, но меѓутоа ќе има еден позитивен сентимент каде што дефинитивно ќе ги носи цените нагоре додат. Но, како заклучок, сметам дека Трамп ќе донесе нови регулации, каде што ќе бидат полесни за криптоиндустријата и Америка, како би рекол, една најсилна економија, како една групација на конзумери, сметам дека многу ќе влијае за пазарите. Таа идеја за отплаќање на долгот со биткоин ја донесе Синтија Лумнис. Таа е, мислам дека беше сенатор, ако не се лажам, или конгресмен. Мислам дека беше конгресмен, не сум сигурен. Како и да е, она го даде тој предлог за биткоин да биде чуван како национални резерви и со тек на време да се отплаќа и долгот, што е сосема издржливо и реално, Владко, затоа што секоја една влада преку својата централна банка има свое инвестицијско портфолио. Најчесто тоа најголемиот дел се содржи од купување на сопствените обврзници и после тоа се разбира се акциите и комодитети, нормално, како златото најпознато. Но меѓутоа ние сме во светот на дигитализација и треба реално да прифатиме и да сватиме дека биткоин е новото дигитално злато и дури има многу подобри карактеристики од самото злато. И така да, тие што ќе го направат тоа со тек на време, попаметно ќе изиграат, да, ќе биде возможно за нив на тој начин да отплатат дел од тој енормен голем долг што го имаат. Инаку гледано по БДП, сите држави се релативно високо задолжени, од развиените држави зборувам нормално, што ги следам статистиките, особено за Јапонија,
Јас уназад години две зборував за Јапонија колку е лажна нивната економија и дека ќе има пат на јенот. Јенот е во најниски нивоа. Луѓето, куповната моќ во Јапонија ерозира во овие години, така да тоа се чувствува насекаде. Али, како што кажав, многу е битно да се има визија за иднината, за да може да се постигне една таква стабилност на цените и една стабилност на економијата. Но меѓутоа, како што гледам, генерално, глобално, многу сме далеку од тоа. Ново би надоврзал сега еден коментар кој што претпоставувам ќе се случи и ќе обично кога ги правиме овие интервјуа редовно има некој што коментира: ама ако паднат 2-3 нуклеарки ќе видите ќе нема интернет, ќе нема ова, ќе нема она. И јас мислам дека сценариото со нуклеарните, нуклеарките кои што ќе почнат да паѓаат би значило ако некој преживее дека ќе живее во камено доба, така што овие муабети што ги правиме сега ќе бидат последните за кои што ќе треба да се грижиме. Така што зборуваме за едно здраворазумно нормално сценарио во кое што светот продолжува понатаму по нормалниот тек, а не со фрлање нуклеарки или со паѓање на комети. Во контекст на ова, повторно остануваме на тема Америка. За среќа, Америка, за нејзина среќа, нели се уште е лидер во технолошката иновација, што значи сите нови технологии не се произведуваат таму, но доаѓаат како патенти од таму. Значи, исто како што беше, нели, криптовалутите, блокчейнот, најновите, нели, електронски технологии, софтверот, значи Google, Microsoft, Apple, се оно што доаѓа од таму, и сега веќе се наоѓаме во една фаза каде што, условно речено, вештачката интелигенција повторно се вештачка таму. Дали ова и овозможува на Америка да опстане, значи да биде, значи, генератор на сето тоа, па преку поседувањето на правата на таа вештачка интелигенција да го цеди кајмакот, и како оваа вештачка интелигенција и нејзиниот развој се поклопува со оно што значи Web3 и развој на криптосветот? Види, Владко, знаеш како, вештачката интелигенција не е ексклузивно право на нијена држава, тоа зависи од нивната стратегија и моментално како што е во светот 90% од пресметовна моќ што е користена од компјутери за креирање на вештачки. Само ова за гледачите, извини Дарко, ова е аларм кој што во реал тайм доаѓа поврзан со нуклеарен напад. Оно што го спомнав претходно. Се извинувам што те прекинав, но се случува. Така, нема проблем. Така. Вештачката интелигенција ќе го смени светот што го познаваме денес, како што интернетот го смени светот што го знаевме од пред 20 на години. За тие повозрастните и некаде генерации што се околу нас многу добро се сеќаваат дека ние фативме, особено нашите генерации, фативме време едно каде што немаше ни интернет, се додека кај што дојавме до вештачка интелигенција, машинско учење и сега овој разговор што го имаме во живо пред 20 на години отприлика скоро и беше незамисливо, но меѓутоа сега е дел од нашето секојдневие. Истото ќе се случи и со вештачката интелигенција. Таа е таа Пандорина кутија што се зборува. Таа е таа Пандорина кутија затоа што тоа е, тука има и позитив и негатив. Значи, јас тоа многу пати сум го кажувал и пак ќе го спомнам. Самата технологија е неутрална. Секоја една технологија е неутрална. Но меѓутоа, кој ја зема во контрола и зашто ја користи, тоа секој пат останува прашање, и од тука можеме да донесеме заклучоци на кај оди сето ова. Дефинитивно имаме и позитивни и негативни работи со вештачката интелигенција. Да почнеме прво со позитивните. Позитивните работи на вештачка интелигенција, на машинско учење е многу позитивна пред се за предприемачи, за корпорации, за фирми, затоа што во тој случај со употреба, каде што ќе имаме се повеќе и повеќе употреба на ова нова технологија, ќе даде појак
принос на самата фирма и појак капацитетите на работа ќе се зголемат драматично. Тие работи што се многу позитивни. И исто така, цела таа ситуација, каде што се повеќе аутпутот на вештачката интелигенција и машинското учење во секојдневието, тој аутпут како што е на фирмата ќе оди исто така и на буџетот. Де факто, затоа што колку посилни фирми имаме, нели, имаме и подобар буџет, нормално. Така да, тоа е позитивната страна во најкратки црти кажано. Исто така може за нашите процеси на функционирање, работење и учење исто така може доста да ни помогне. И тоа е позитивно исто така. И дефинитивно може да не зајакне на различни начини. И како организација, и како фирма, и како физичко лице. Значи, тоа дефинитивно го дава таа технологија. Но, сега од другата страна, негативните работи. Тука, сето таа промена носи и негативни работи. Секоја една промена има и позитивни и негативни работи. Во овој случај, ќе има, јас би рекол, ако ставиме на вага да видиме кој повеќе ќе тежи, сметам дека овие негативните работи повеќе ќе тежат. Зошто? Затоа што прво ние идеме во ситуација каде што дигитален идентитет не е случајно што веќе се форсира во западниот свет, па дури и на истокот, Кина веќе е првенец во тоа и така натака. Една од причините покрај тотална контрола на населението, една од причините е дефинитивно вештачката интелигенција, затоа што ние за неколку години ние ќе бидеме приморани да потврдиме дека сме луѓе, додека го користиме интернетот. Затоа што, еве пример, Твитер моментално има многу проблеми да идентификува што е бот, што е вистински човек во позадина. Така да тука имаме една ситуација каде што тука треба верификација на човек. Сега, прашањето е кој ќе прави таа верификација? Најверојатно владите. Во таа ситуација ќе биде централизирано. Тоа ќе носи други негативни работи. Но, тоа е една од негативностите, но меѓутоа, исто така, тоа што најмногу би го сменило ова самата појава на вештачка интелигенција и развивање понатамошно на вештачка интелигенција, но морам исто така спомнам и автоматизацијата тука, односно роботиката спаѓа, како дел од овој пейсаж на што популарно е викат четврта индустријска револуција. Тука доаѓаме до една ситуација каде што според мои проценки, како што и гледам јас како човек што е сепак макроаналитичар, јас ги следам главните трендови на вработување и како оди тоа сето тој процес, затоа што тоа е дел од макроекономијата. Сметам дека тука ќе дојдеме во една стагнација и вработеноста исто така ќе опаѓа, што значи се повеќе луѓе ќе станува невработени. Затоа што почнувајќи од најпрости работи каде што е call service, сите тие такви работи веќе се делумно исчезнати и во наредниот период многу брзо ќе исчезнат. Како што кажав, на последна анализа што е направена на фирмите во САД, веќе 30% од фирмите користат во одреден дел и одредена сума, да речам, користат веќе вештачка интелигенција во одредени сектори, поточно се извинувам. Значи веќе го користат и 47 веќе размислуваат во наредните 2 години да имплементираат автоматизирање на нивната работа. Без разлика дали е тоа со вештачка интелигенција или со роботика, дали е тоа производство или е услуги, без разлика. Значи во двата ситуации, ако гледаме структурата на населението глобално, ќе сватиме дека отприлика идеме каде што најголемиот дел од населението е неквалификувана или ниско квалификувана работа. Тие ниско квалификувани работи дефинитивно ќе исчезнат во наредните најверојатно 6-7 години, мада е ова многу тешко да се предвидува, затоа што ако дојдеме до генерална вештачка интелигенција, тоа што тие се стремат, тогаш мислам дека тоа ќе биде позабрзано и се поголем број луѓе ќе останат без работа.
И токму затоа одамна идат концептите на Universal Basic Income, односно социјалка за сите. Значи, главната работа зашто тоа се размислува уште сега, затоа што тие се добро свесни и знаат дека 70% од луѓето што денеска работите ги држат како вработување, како работни задачи и земаа надоме за тоа, тоа ќе го нема. Тоа ќе биде заменето од вештачка интелигенција и од роботика. И затоа, кога ќе ги согледаме сите тие работи, затоа јас индивидуално, што мој совет ме прашува многу што да правиме сега во таа ситуација. Мое мислење и секогаш јас тоа го кажувам, дека единствено што можеме да направиме е додека имаме одредени примања, додека нешто зависи од нас, да инвестираме максимално колку што можеме, колку што можеме да инвестираме, особено во најбрзиот коњ на инвестиции се знае што е криптото, начело со биткоин. Во една таква ситуација, за да можеме со тек на време да имаме некои си така резерви, за да можеме да обстоиме понатака, затоа што таа социјалка што ќе ја дава државата за луѓето што ќе бидат невработени, а тоа ќе биде најголемиот дел од населението, таа социјалка ќе биде минимална само за да може луѓето да ги имаат своите најосновни човекови ресурси на дофат, за храна, за сместување и најосновни работи, така да нема да има многу простор за што би рекле за луксузирање и така натака. Дефинитивно иде една голема трансформација на светот. Исто така сметам од тоа што го заклучувам со луѓе од странство и тука во Македонија, за жал, населението се уште не е свесно што ги чека. За жал, не се свесни. Не знам, но меѓутоа таа е ситуацијата и луѓето, многу луѓе во светот ќе бидат така изненадени. Ќе бидат изненадени, но меѓутоа со ова што го зборуваме и многу други луѓе што се експерти за вештачка интелигенција, можете да погледнете и нивни интервјуа, мислења и така да сметам дека кон тоа се оди дефинитивно и ова ќе биде една голема трансформација на општеството, апсолутно. И ќе мора после понатака и да се измерат повторно кои се новите вредности, човекови вредности, и тоа исто така ќе треба да се истражува. Дефинитивно. И јас и ти, Дарко, сме пионери во разговорите на овие теми. Би подсетил дека имаме јас и ти едно видео кој што јас го нареков универзалниот приход е стапица за глувци. Во смисол на тоа дека кога ќе го прифатиме или би го прифатиле, значи ќе не фатат во една стапица наречена губење на поголемиот дел слободи и права. Што значи влогот кој што ќе треба да биде даден од страна на оние кои што ќе го прифатат универзален приход е откажување од добар дел од слободите и правата кои што ги имаат. Морам да се согласам со тебе дека поголем дел од луѓето не се свесни дека тоа доаѓа и дека таа промена ќе се случи. Губењето на редица работни места се случува пред нашите очи. Јас не знам каква е состојбата во Македонија, но најочигледно е губењето на работни места во ланци на продавници, каде што едноставно касите стенуваат автоматски. Се уште има човечки персонал, но со време ќе го снема и буквално таа промена е на некој начин неизбежна за да остане рентабилен целиот дел од економијата, а оно што може би секој од нас да го направи е вложување првен во едукација и во пренасочување кон работи кои што не можат да изумрат. А не можат да изумрат некои базични работи, например производство на храна, особено во ќе има со биолошка и органска храна. Но можат да се трансформираат. Пример е тоа што таа идеја што е турка Бил Гейтс преку неговата фирма Beyond Meat, значи ќе се оди на синтетичко месо. Веќе има ресторани во Европа и на други места во светот каде што има 3D принтено месо, каде што буквално луѓето јадат синтетика. Така да се оди кон тоа и како што гледаш фармерите на овие нови случувања, фармерите не се баш во нивната агенда,
се оди некако, се оди против нив и се оди на тој фокус да се оди на синтетичко производство на храна. Така да одиме кон тоа, дефинитивно. Само сакам да се надоврзам тоа што кажа Нели. Так, да, апсолутно. Значи, тие се процеси кои што ние како поединци, јас знам дека ќе има коментари во кои што јас ова ќе направам, она ќе направам, не е ни толку битно. Можеби ќе се случат во нашите краишта ќе се случат после завршувањето на нашите животи, може нема да бидат и во наше време. Но тоа се работи кои што ако се следи генералниот тренд на случувањата, ќе се случат и од во тој правец. Многу работи, на пример, денеска последниве 20 години се случи еден бум во патување. Зошто? Затоа што се појавија многу работи кои возможуваат тие патувања. Ефтини авионски летови, ефтини автобуски карти и така натаму, луѓето почнаа да патуваат. Сето тоа и ќе ни го нудат во ефтина варијанта ставено со визир за за виртуелна или променета реалност и ќе треба да го гледаме така. Едноставно овој тренд, овој филозофски правец се рекол дистопија, јас сум опседнат со него. Ова пионери нови правци се Орвел, Хаксли, Бредбери и така натаму, и сите книги времето кога били издавани средина на 20 век, мисли да, ова е невозможно. И сега кога доаѓаме во таа реалност, викат чекај, што викаше Орвел за ова? Така што зборуваме да ги доживеат како сеење страв, тука едноставно како реално укажување на тоа што доаѓа. Така. И потенцијали можеме да останеме слободни. Тоа е за мене барем неважната работа. Апсолутно. Најголемата цена. Слободата, апсолутно. Апсолутно. Значи би сакал за крај да поразговараме со тебе за нешто што е локално, како се одвиваат работите околу прифаќањето на биткоин и на криптовалутите во Македонија, со оглед на тоа дека актуелниот премиер, кога беше во опозиција, имаше најави дека ќе направи некакви структурни законски промени кои што тоа ќе го донесат во една законска рамка. Значи, твоите информации што говорат на оваа тема? Така. На ова тема јас исто сега ексклузивно прв пат на твојот канал да најавам дека во Македонија многу скоро ќе биде официјално отворена блокчейн асоцијација. Веќе имавме, ние што сме во групата, веќе имавме и некои контакти со блокчейн асоцијации што се низ Европа, Португалската блокчейн асоцијација, исто така во UK, Британија, така да ќе направиме една соработка и преку таа блокчейн асоцијација целта е да се даде еден сет на регулации и насоки како треба владата тоа да го прави тој процес на целиот тој процес на регулација пред се на криптовалутите, па после исто така ако има позитивно прифаќање од нивна страна, јас како што гледам, Владко, дефинитивно климата во Македонија е сменета. Ова раководство, од моите проценки, веќе гледам дека има интерес да се направи нешто тука како регулации, што би било интерес за сите. И се надевам, наискрено можам да кажам дека само се надевам, не можам да потврдам ништо конкретно. Се надевам дека ќе направиме едни добри регулации каде што можеме да ја смениме државата, теркот на нашата држава, да отвориме една нова реалност и нова можност и шанса за нашите луѓе во државата и за самата држава и стандардот, што тука треба дефинитивно да оди на може да се накачи тој стандард на живење. Така да, тоа можам да кажам дека со блокчейн асоцијацијата благовремено сите ќе бидат известени кога официјално тоа ќе се случи, но меѓутоа еве ова тоа го најавив.
Преку таа блокчейн асоцијација исто така ние ќе даваме насоки за токенизација, насоки за како тоа може да се направи, како тоа може да се изгради, како тоа технички да се спроведи на терен и да се даде тој аутпут што е потребен во економијата, што според мојата визија и визијата на другите луѓе во блокчейн асоцијацијата, сметаме дека на Македонија можеме да ја направиме едно прекрасно место за живење, но меѓутоа треба да ги смениме регулациите и начинот на гледање како моментално стојат работите. Значи, кога би ги смениле тие работи, сметам дека ќе биде еден голем бенефит за сите, општ бенефит. Така да на тоа се работи дефинитивно. Јас и да те подсетам, имам книга што уште од лани ја пишувам, уште работам на таа книга и таа книга е токенизација и регулација на криптовалути. Така да јас одамна имам фатена оваа тема и сметам дека ако добро пристапот биде добар на оваа технологија и во начинот на имплементација на оваа технологија, сметам дека за секое општество може да биде навистина голем бенефит. И се надевам дека тоа што го имам како идеја и визија, се надевам дека прво во Македонија ќе се направи. Затоа што книгата ќе биде понатака достапна и ќе има тука примери како треба да се прави токенизација, како треба регулација се прават, така да ќе може да го искористат било кој, ќе може други држави да го искористат. Тие што ќе бидат попаметни, се надевам дека попрво ќе го искористат, апсолутно. Така, би сакал сега овде да потенцирам сите оние што стигнале до ова интервју, до овој дел на интервјуто, дека ние зборуваме за концепти, за идеи, за технологии, а дека надвор на во џунглата на поединци кои што туркаат одредени понзи шеми под плаштот на криптовалути. Јас, например, читам често дека луѓе се измамени од такви поединци и би сакал овде да го потенцирам фактор дека кога станува збор за парите на луѓето, тие се нивни господари, дека треба да внимаваат што прават со нивните пари. Ние овде не им нудиме место каде да ги инвестираат или што да прават, туку потенцирам, нагласувам. Ние зборуваме за концепти, за идеи, за технологии, а подоцна сите со својот ум треба да расудуваат. Ако имаш нешто поврзано со овие, значи измамници кои што ги има наоколу, моје чувство е дека што посиромашно општество такви измамници се повеќе ги има. Па твојот коментар околу тоа? Владко, за жал, луѓето генерално и кај нас и во светот општо сакаат да се акомодирани. За повеќето луѓе во светот учењето престанува болка. За жал, јас тоа можам да кажам дека го заклучив. И луѓето едноставно сакаат easy way, на најлесен начин, најбрзо да се направи, да се свртат пари. Но меѓутоа, имам една реална ситуација. Така не оди во светот. Не оди така во светот на финансии. Тој што е, значи, што треба? Најосновна едукација. Што и како оди. Токму затоа јас ја напишав првата моја книга Фундаменти на криптоиндустријата. Објаснив и во делот тука на измами. Прво, не постои free giveaway. Наводно некој без пари дал. Па после имало некоја платформа кај што треба да ставиш толку пари, па толку со тек на време. Јас тоа го кажав многу пати, пак ќе повторам. Не постои ниедна платформа во светот што е легитимна и што може да ви гарантира дека вие ќе имате одреден принос месечно. Ако некој ви гарантира дека имате принос месечно, тоа да знаете дека е или пирамида, или понзи шема, или типична измама каде што one time, наеднаш ќе ги земаат парите и чао, журим се. Значи тоа е тоа, многу едноставно. Луѓето треба да разберат дека треба основна едукација за инвестирање и според нивниот джеб да ги поделат инвестициите во што би поделиле. Ако нема многу да поделува на различни, тоа јас велам, одете на биткоин. Ако немате познавање на крипто, одете на биткоин. Немате промашај тука. Единствена криптовалута што уназад години сум го кажувало и повторно можам да кажам што можам јас едноставно да ја препорачам како инвестиција за иднината
најсигурна инвестиција е биткоин. Тоа многу пати сум го кажал и повторно ќе го кажам. Ако не сте сигурни што правите со парите, не влагајте во такви шеми, едноставно ќе си отворите акаунт, сметка на Binance на менувачницата, на KuCoin менувачница или некоја слична, докажана менувачница, Coinbase и така натака, и од тука ќе си купите криптовалута по можност. Ако сте почетници, јас препорачувам да одите со биткоин, може и етериум како почетници, и тоа е тоа. Значи, тоа е начинот на инвестирање. Ако за почетници, а ако сакате подлабоко да влезете и во други финансиски средства, акции, комодитети или понатаму во други крипто, имате сега и литература за крипто, фундаменти на криптоиндустријата. Тука е се објаснето за секој еден што сака да научи како да инвестира. Се е објаснето. Техничка, фундаментална анализа, класификација на криптопазарот, што представуваат тие, што работат тие, се е објаснето. Само треба учење, но Владко, проблемот е што денешно време се повеќе луѓе учењето го гледаат како болка. Буквално. Тоа е најголемиот проблем. И тие се тие луѓе што губат пари на такви превари. Тие се тие луѓе. Така, Дарко, ти благодарам за ово исцрпно излагање, за овој разговор со мене. Се надевам се гледаме наскоро. Секој добро. Како и секогаш ми беше чест и задоволство да бидам гостин кај тебе. Поздрав до сите што не гледа. Се најдобро.